Денеска дојдов да видам докаде е изградбата на базенот во општина Карпош, кој што треба да биде составен дел на овој комплекс што се вика Наум Наумовски Борче, спортска сала Наум Наумовски Борче или Партизан 4. За жал, овде со месеци веќе нема вработени, нема работници. Како што видовте, и вратата не е затворена, оставена е на отворена, да водат сметка чуварите од општина Карпош. Јавно сакам да го прашам министерот за спорт Борко Ристевски како можеше да ја пушта во употреба, да го пушта во употреба базенот во кисела вода. Тие деца тамо може да се бањаат во тој базен. Овие деца од Карпош нели се деца за да можат да ги плодуживаат убавините на овој базен, кој што го започнал некоја друг директор и некоја друга влада на Република Македонија, а овде овој базен е символ на инаетот на Борко Ристевски, не против мене, не против општината, не против советниците, туку инаетот против учениците и децата во општина Карпош. И сега сакам јавно да го прашам, господин Ристевски, колку пари до сега имате дадено за оваа спортска сала? Дали имате некој тендер платено? И сакам уште да прашам, ај што доаѓате да ни ја зимате салата, ај што доаѓате да не обструирате, ај што не ја пуштате во употреба, а ја пуштате таа во кисела вода, зошто ми го праќате инвеститорот да бара од нас да извршиме приклучок на електрична енергија, да извршиме приклучок на парно грејење, да извршиме приклучок на водоснабдување, уште цевката што била FI-80 била мала, па требало уште и поголема, приклучок и на парно грејење, значи тоа од буџетот на општина Карпош да го платиме. Па што мислите, господине министре, дали ние сме паднати од Марс да се поигрувате вака со општина Карпош? Имам уште едно прашање до вас. Дали базенот во кисела вода го нудевте на Пливачка федерација на Македонија или само базенот во општина Карпош го нудевте на Пливачка федерација да биде собственик, која што ве одби, затоа што овој базен ќе прави трошоци, кои трошоци може да ги покрие и да ги поднесе само општина Карпош и ќе го стави во служба на децата, на учениците во општината. Овој базен не е направен и не се прави за да некој заработува пари, туку е направен за пливачко описменување, односно учениците од најмала возраст, децата во општина Карпош, да научат да пливаат, а сите оние кои што потоа ќе сакат да се бават со пливање, со ватерпол, со пливачки скокови или било што ритмичко пливање и така натаму, сите потоа да предат во базенот Борис Трајковски. Ова е само уште еден дел од индивидуалната, би рекол, неодговорна политика на министерот за спорт Борко Ристевски, кој што на ваков начин покажува дека има потполно и наетлив и неодговорен однос кон граѓаните на општина Карпош, кон децата на општина Карпош. И уште еднаш ќе повторам, не се ништо помалку вредни децата од општина Карпош во однос на децата од кисела вода. Што беше проблем и овој базен да се пушти во употреба и ова топло лето децата од сите овие насоби да го користат овој базен и да ги вклучиме сите оние професори по физичко воспитување и сите оние професори кои што по пливање да можат веќе ова лето овие наши деца да го користат овој базен и веќе да научат да пливат до почетокот на училишната година. На крајот само сакам да кажам дека повеќе не можете да се поигрувате со општина Карпош. Вие сте должни да имате еднаков однос кон сите граѓани на Република Македонија, еднаков однос кон сите општини, без разлика дали тие вам ви се допаѓаат или не ви се допаѓаат, и вие сте должни
односот кој што го имате кон другите спортски објекти во Република Македонија, да го имате истиот однос кон салата на Наумовски Борче, како и во овој базен кој се надевам дека ќе го носи истото име. И на крајот, уште еднаш сакам да ви кажам, одврзете си го кесето, платете си овде што треба за овој базен, зашто вие имате обврска сето тоа да го завршите. А ако не можете, јавете ни нас, тука е општина Карпош, тука е Чичко Стевче, за децата од општина Карпош, ќе издвоиме средства, све што треба ќе платиме, само базенот да се стави во функција и да ми се стави на располагање и на радост на нашите најмлади жители. Ова општина и досега се развивала без ваша поддршка и од сега ќе се развива без ваша поддршка, а вашиот инат нека служи на чест и нека го ценат граѓаните на општина Карпош.